9 часот и 13 минути, да, токму така, но секогаш кога ни гостува господинот Герасимовски, градоначалникот на општина Центар во студиото, велиме разговор кој што нема да го задржи вниманието само на жителите на Скопската општина Центар, туку веруваме и на сите гледачи, бидејќи станува збор за една од општините која што е срцето на Македонија, во фокусот на интересот на сите. Имаме неколку теми кои што ќе ги начнеме ово утро заедно со градоначалникот, таткото на општината, а веруваме дека се во интерес и во фокусот на јавноста. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Градоначалник, почнувам со првото и важно прашање кое што беше актуелно изминатиот период, тоа се новите дупови, Маџир Мало, тоа што падна во очите на луѓето е 50 згради, 48 хотели. Но не дека се многу, туку каде ќе се сместат во овој нов дуп, со оглед на тоа дека веќе во Маџир Мало се градат некои мали згради, како се планира да се навлезе во целиот тој проект и овој дел од Скопје да добие ново лице? Во моментов во општина Центар се носат неколку дупови, меѓу кои во завршна фаза е дупот во Маџир Мало. Дополнително се носи дупот во Крњево, се носи нов дуп горе на Кале и француски гробишта. Имаме за жал еден укинат дуп JNL7 од Капиштец и целоводно, најголемиот дуп во државата, каде што ќе треба да се спроведе и нов дуп. Најактуелен е, како што и напоменавте, дупот во Маџир Мало, кој што е во завршна фаза и е пред гласање во општина Центар, односно пред гласање кај советниците во Советот. Станува збор за дуп кој што е почнат со реализација 2019. Ја би се навратил наназад како е носен дупот и од кога е прв пат почнато носење на дупови во овој појас, односно во делот на Маџир Мало. Во 2012 донесен нов дуп, односно за прв пат дуп во Маџир Мало, каде што поголем дел од намената, односно скоро све намена домување, за да после 6 месеци, во истата година 2012, градот носи нов ГУП, каде што ја менува делот намената во Маџир Мало. Значи се носи нов дуп 2012 и се носи ГУП 2012, каде што од домување се става скоро 50% бе намена. А тоа се хотели, канцеларии, деловен простор, односно и може да биде и слична намена. За во 2019 да се отпочне нов дуп, истиот биде прекинат 2018 почнуваат или 17 во 2019 е прекинат и почнува да се носи реализација на нов дуп. Таму ние како општина не можеме да менуваме ништо. Односно, можеме да менуваме во делот на подобрување на собрекениците, во делот на повеќе зеленило, се брише една парцела каде што се цртува нова градинка, каде што во тој појас немаме градинка, значи има и добри страни за самиот дуп, но поради тоа што усогласувањето со ГУПот е такво да пола од намената биде Б и за тоа кога се цртал и планирал тој дуп, се нацртани повеќе хотели. За жал, јас има и не се согласувам со таа бројка на хотели, не само јас, никој не се согласува. Од страна на општината е побарано во новиот ГУП, кој што е во процедура на носење од страна на град Скопје, да се размисли ова и да при носење се прошири, односно се зголеми и намената А и се направи пренамена од Б во А, за да во иднина и таму да може да се прават стамбени згради наместо хотели, но тоа ќе се реализира со носење на ГУПот. Во меѓувреме, ние во овој дуп со овие бројки, за да се усогласат со ГУПот, не можеме да носиме само намена А. Со сегашната поставеност на згради, на објекти, генерално ќе ги земеме сите дупови, бидејќи тука е малку забуната кај граѓаните, се прилагодуваат дуповите на сегашната состојба на теренот или може граѓаните да очекуваат некои поголеми промени во однос на слободниот простор, во однос на зеленило или тоа што досега е изградено еве конкретно во Маџир Мало, бидејќи тоа што го читав како коментари на луѓето очекуваат дека целиот тој простор ќе прерасне во една организирана и планско изградена населба, но велат сега со сегашните градби не се добива таков печаток. Истото се однесува и за Крњево, бидејќи таму нема се уште
уште почнато да се гради, дали ете од тој дел на Скопје, кој што исто така е прометен, може да очекуваме некоја планска урбана населба? Крнево е влезот во општина Центар и со години стои како од друг век. Што побрзо треба да го донесеме тој дуб, во моментов истиот е во транспорти врски, се надевам дека со оние забелешки кои што ни се вратени од нивна страна и со коригирање на истите, истиот ќе се најде на гласање во Советот. Секогаш има дел од жителите кои што се незадоволни и имаат поголеми барања и амбиции. Значи, можностите се тие и тие се предвидуваат со бројки и со согласување со ГУП-от. И јас верувам дека со носење на тој дуб ќе го урбанизираме и тој дел од Центар, а во делот на Маџармало таму имаме многу помали парцели и затоа имаме толкави бројки и на хотели и на стамбени единици. Секогаш и планерите посочуваат да истите се окрупнуваат. Многу е подобро да 2-3 парцели се направи хотел каде што ќе дојде и некоја странска компанија која што ќе инвестира во тој дел. Но желбите и потребите на граѓаните се едно, можностите се друго, бараме баланс и начин да што подобро ги урбанизираме сите делови од општината. Можеме да очекуваме баланс, можеме да веруваме во баланс, бидејќи се работи за урбанистички детални урбанистички планови кои што кажав и во најавата не се важни само за жителите на општина Центар, тие се на некој начин и лицата на општината и на државата, бидејќи кој да доаѓа во Скопје мора да дојде во општина. Мораме да наоѓаме баланс, знаете кога се носи нов план, се организираат и јавни анкети каде што се повикуваат и сите граѓани кои што се заинтересирани и живеат, имаат имот на тој дел каде што се носи планот, кога ги пополнуваат оние анкетни прашалници каде што секој си произнесува своји потреби и барања, ќе ве повикаме да ги разгледате истите за да јавноста биде што поупатена, со што све се соочува и општината и планерите кога се носат нови планови. А со Ново Мало, што се случува со тој дел? Таму е донесен план, важи истиот и таму, како што гледате, почнува да се урбанизира. Проблемот е тоа што има многу собственици и самите инвеститори многу тешко им оди во делот на преговарање, но и таму живеат од друг век и таму нема канализацијска мрежа и така натаму, атмосферска. Добро е што побрзо и тој дел да се урбанизира. Во општината стигнуваат барања за изградба и во тој дел од Центар. Верувам дека забрзо и тој дел од општината ќе биде подобро урбанизиран. Да, дефинитивно добива нов лик општина Центар, така како што заслужува барем на тие некои делови кои што се детектирани како делови на кои што треба да се работи на урбанизација, меѓу нив и просторот каде што сега се гради пред Холидин, како таму напредуваат работите. Исто така едно од најчесто поставаните прашања дали тоа ќе го опфати целиот простор, не само паркингот, туку и куќите кои што се во тој дел, дали целиот тој четириаголник ќе се урбанизира. Заедно со старите куќи. Да, таму е почната едната зграда, во меѓувреме се прави ископ и за банката. Првиот дел почнува да се урбанизира по барана страна на општината и јас правам притисок да паралелно се отпочне да се прави и паркот кој што е договорен и претходно. Во другиот дел доаѓаат заинтересирани жители кои што живеат на останатите парцели, тоа е 1, 2 и 1, 3. Дел од нив имаат и процедури, треба и да се дооформуваат и доокрупнуваат. Поголем дел во едната парцела и нема можност за целосно дооформување, поради тоа што немаат ни 30% собственост од таа парцела жителите кои што живеат таму. Во другиот дел мислам дека има, но почнуваат процедури. Така. Ајде сега и за другите теми поврзани со општина Центар, секако ни одзема овие прашања малку повеќе време, бидејќи се од најголем интерес на граѓаните, но не и дека другите теми се помалку од тоа. Во среда Совет за јавното предпријатие за производство и продажба на електрична енергија. Очекувате ова дека ќе помине на Совет? Ова го најавувавме во минатите емисии пред Нова година. Еден поголем капитален проект кој што планираме да го отпочнеме оваа година, така и го најавувавме.
верувам дека и советниците ќе се согласат со истото. Производство и продажба на електрична енергија, направени се елаборати и испитувања каде све ќе се постават тие фотоволтаични системи. Планирано е да ги офатиме сите училишта и градинки што се под капата на општината. Изгубивме неколку месеци од тоа дали ќе биде јавно предпријатие, дали ќе биде акционерско друштво или ДОЕЛ, за да на крај одлучиме да одиме со ДОЕЛ, поради тоа што така имаме можност и да произведуваме за собствени потреби, но и да продаваме на пазарот. Имавме доста состаноци со регулаторна, со централен регистар, со ЕВН, да видиме на кој начин во централен регистар ќе се регистрира, потоа во ЕВН, во делот на броилата и како истите да бидат префрлени, дали да останат под училиштата, односно да бидат во новиот ДОЕЛ или во собственост на општината. Во делот на регулаторна имавме неколку состаноци за добивање на лиценци и све останато. Верувам дека во среда ќе го изгласаме и новиот тим на луѓе кои што ќе бидат задолжени за раководење на истото, од следната недела ќе се зафатат со работа и со начинот и планирањето каде ќе се отпочне. Ние имаме одредена рамка, но ќе треба и самиот тим да го отпочне работењето на новото предпријатие. Да, и со подпорниот зид на Кале што се случи? Кажавте дека сте испратиле допис до град Скопје, од таму истиот ден реагираа дека тоа не е така, па француската амбасада се огласи дека би го превзела поради нели француските грубишта таму. Дали ова се заврши конечно, дали ќе се последна информација е дека француска амбасада се нафати да ги превземе трошоците и да тој зид се санира. Надлежностите на градот се на сите булевари. Тука ги вклучува и пешачките патеки, тука ги вклучува и осветлувањето, и хигиената. На сите булевари се под надлежност на општината. Многу често се префрлуваат, односно граѓаните се мешаат и не ги знаат ингеренциите, но кога имаме подпорен зид на булевар, истиот е нели во собственост на градот, но еве за среќа се јави француската амбасада и пружи рака за помош за да самиот зид се санира. Улица Ленинова е еден исто така покрупните и покапиталните проекти кои што во моментов е во фаза на реализација. Очекуваме дека ова ќе биде уште еден доказ дека и тие помали улици може да добијат современи решенија. Граѓаните очекуваат нешто такво кога би завршиле работите и тоа што исто така е добро и беше нели поздравено од граѓаните дека ќе се работи на проблемот со дивите паркирања на тротоарите. Предпоставам дека некое слично ќе биде решение како сега не се сеќавам точно името на улицата во Орце Николов беше ете така од Мак Петрол до Министерство за одбрана. Гледаме да биде и подобро од Орце Николов. Да, Орце Николов е улица за пример во општината. Гледаме да Ленинова е направиме уште повој од Орце Николов, поготово се запазува и делот на паркирањето да иде на 45 степени за да се ослободат и тротоарите. Имаме нова велосипедска патека, во моментов се прави нова водоводна мрежа која што се поврзува, дополнително е планирано и атмосферска мрежа која што ја нема за жал на улицата и често има поплави. Договорено е и треба да се реализира заедно со улицата покрај убаво паркирање, нови тротоари кои што ќе бидат достапни за пешаците, нова велосипедска патека од едната страна, ново осветлување, нови канделабри, истото сите оние кабли сега што се на костени, на дивите костени на улицата Ленинова да се спуштат под земја. Крој договорено и со Паркови зеленило да и се искројат сите оние гранки од дрвата, дел од исушените дрва нели по насока на Паркови зеленило ќе бидат отстранети, се со цел да улицата биде една модерна улица, наликум на Орце Николов, но за неколку нијанси поубава од Орце Николов. Така, би сакал овој дел да го заокружиме и со прашањето, да не заборавам само да ја споменеме кога зборуваме за нели капиталните проекти и градинката Пролет, па подоа ќе се навратам на другото прашање. Да, имав увид пред 2 недели на самата градинка. Работењето на истата оди со одлично темпо, имаме околу 40% реализација во моментов. Планираме до крајот на годината, почеток на следната, истата биде
завршена и пуштена во текот на 2020, почетокот на 2024 година. Една многу модерна, убава градинка, наликум на секогаш го споменуваме училиштето Киро Глигоров, со капацитет од 150 дечиња, со 9 занимални, подземно, надземно паркирање, подземна кујна. Верувам дека и граѓаните ќе бидат и стрекни, а поготово и младите родители кои што ќе може децата да ги носат во непосредна близина во една преубава градинка. Да, и едно од последните прашања, се работи ли на решавање на проблемот со дивите паркирани коли на улица Боемска? Доста негодуваа граѓаните во изминатиот период со фотографии на непрописно паркирани автомобили на сите страни, каде што ќе им текне, дали допре тоа до општината, дали беше пријавено, дали веќе се работи на решавање на тој проблем? Цело време, дури ние сликаме и реагираме и до МВР, за да се санкционираат неправилно паркираните возила. Се прави проект и верувам дека најдовме начин да ја затвориме Боемска, делумно за да ја затвориме и да оној хаос кој што го имало во минатото го решиме со затварање на улицата. Благодарам. Субвенциите ќе ги заборавев, тоа е доста важно. Немаме можеби се уште детали, но дали годинава ќе има субвенции за велосипеди, за електрични тротинети, не можев ова да не ве прашам, бидејќи една од ретките општини која што пропагира алтернативен начин на превоз. Верувам дека и годинава ќе се продолжуваме со субвенционирање велосипеди и тротинети, продолжуваат сите оние проекти кои што ги има општината, ги имаше минатата година, истите се прошируваат во текот и на оваа година. Тоа е за пензионерите, за најмладите, за најуспешните ученици и така натаму. Планираме и неколку нови проекти кои што ќе ги промовираме следно доаѓање и следно гостување во вашата емисија. Да, повеќе внимание ќе посветиме на тоа, тогаш дуповите ќе ги ставиме малку на страна. Не е проблем, секогаш ќе ги објаснуваме. Да, но во моментов беа секако актуелна и важна тема. Ви благодарам за гостувањето, посакувам убава и успешна работна недела. Благодарам на поканата, исто ви посакувам и јас убава работна недела.